Здраво! Започнува уште едно издание на детската емисија Сезнајковци. Еве не во уште една емисија, во уште една авантура во која што ќе има многу музика и многу детска смеа. Денеска сме во детската градинка Пролет. Поточно ќе се дружиме со средната група Ежиња. Со нив ќе зборуваме за зимата, но што поточно за зимата ќе дознаете во продолжение. Во уште една емисија на Сезнајковци ќе зборуваме за зимата. Но овој пат не за зимата како годишно време, туку за облеката која треба и ја носиме токму во зима. А како мислат и како размислуваат децата кога е во прашање облеката и што најчесто носат сега кога ќе излезат надвор токму во ова годишно време, ќе дознаеме сега. Кажи ми како се викаш ти? Михајло. Михајло, кажи ми ти, ајде, што му залепе на детето? Што е ова? Ова е капче. Капа. Ова Блуза. блуза. Што треба да носиме ние во зима кога ќе излеземе надвор, па и дома еве кога сме? Аминдијага. Добро. Капа. Да бидиме топло облечени. Да. Чизми. Чизми. Капа. Шал и на ракавици. Ти се облекуваш топло кога ќе излезеш надвор сега? Да. 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 А ти, Злато, како се викаш? Зорица. Зорица. Ајде да видиме Зорица како ќе ги облечи децата. Што е тоа? Блуза и капа. Блуза и капа. И друго што ќе им ставиме? За да бидат подготвени да излезат надвор во зима? Чизми. Чизми. Ајде да видиме. Еве имаме овде чизми. Дали ти секојаш си ставаш чизми кога ќе излезеш надвор? Да. Да. Кој најчесто тебе те облекува и се грижи да бидиш топло облечена? Мама и тато. Мама и тато. Браво. Ајде да видиме и другите. Како се викаш ти? Анабела. Анабела. Да видиме Анабела до кај е стигната. Уште немаме ништо облечено, така? Што ќе ме облечиш ти? Ова облеката. Таја, што е тоа? За надвор. Ти што најмногу сакаш да носиш во зима? Вентијага и халахопки. И холахопки. А дали баба ви плети чорапи? Носите такви дебели топли чорапчиња во зима? Да. Да, носите. И друго што? А на раквици? Да. И капче, така? А како се викаш ти, не ми кажи? Александар. Ти си Александар. Александар, што ќе им направиш ти, кажи ми, на овие две дечиња кои што ги имаме овде на цртежот? Што ќе им облечиш ти? Ајде.
Блуза. Ајде да видиме која блуза ќе ја земеш и ќе ми ја ставиме. Ајде, таја на кој ќе му ја облечиме? Мама. На машкото. А на женското какво ќе му ставиме? Црвено? Црвено. И ти, сонце, како се викаш, кажи? Ти си Стефан. Стефан, и ти ништо немаш залепено, така? Што ќе им залепиш ти, кажи ми? Ајде да одбериме нешто. Чизми. Чизмите? Еве, овие ќе ги ставиме овде, така? А овие се машките тука, така? Кој ти ги облекува тебе чизмињата? Мама и тато. Мама и тато. И секогаш ги облакаш кога ќе излезеш надвор, така? Да. Ти како се викаш? Софија. Софија. Софија, ти што ќе одбериш, кажи ми? Што најмногу сакаш да облекуваш во зима? Се. Се. Сакаш и джемперче, и палто, и капче, и шал, се, така? И тренерка сака. И тренерка. А зошто се облекуваме топло во зима? За да не ни студе. За да не ни студи, кога ќе излеземе надвор да ни биде топло, така? Еве, веќе имаме одбрана овде облека. Како се викаш ти, Злата? Софија Степанулевска. Софија. Ајде, Софија, кажи ми ти што одбри, како ги облече? Чизмите. Добро. Чизмите одговарат со палтото, така? Она може види. Ке ги залепиме. И ово има исто чизми и джемперче. Ти што најмногу сакаш во зима? Јас сакам многу да правам снего и да се скијам. А за да одиш надвор да правиш снег и да се скиеш, што мора да имаш облечено на тебе? Што да носиш? Капа, шал, дебел Палто дебело, палто, на раквици и капа. и капа. А сакате топло чајче во зима да пиете? Да. Да. Кој ви прави топло чајче? Кој ти прави тебе топло чајче? Мајка ми. Мајка ти. А како се викаш ти, не ми кажа? Стефанија. Ти си Стефанија. Еве и Стефанија им одбра по еден джемпер. Стефанија сака джемпери да носи? Во каква боја најмногу? Црвена. Во црвена, браво. А ти, сонце, како се викаш? Мертру Стемов. И ти веќе го облече во сино, така? Да. Дали ти најмногу ја сакаш сината боја? Да. Да. Кажи ми тебе, кој ти подготвува алишта кога треба да излезеш надвор во зима? Мама. Мама ти подготвува? И никогаш не излегуваш надвор необлечен, така? Да. Добро. А ти, Злато? Марио Димитровски. Ти си Марио. Марио што одбра? Што има одбра веќе? Имаме капче, имаме палто и овде. И ти имаш, да. Чупето. Кажи, Марио, што им одбра ти да ги облечиш? Што треба да носат децава пред да излезат надвор за во зима? Шал, капа, палто, на раквици и шал. Така е. Ајде да видиме и другиве другарчиња како ги имат облечено нивните цртежи. Еве овде, јас ќе си седнам. Ти како се викаш? Мила. Ти си Мила. Мила, кажи ми ти што сакаш најмногу во зима да носиш? Шал, капа и вентијага. И ваков убав джемпер? Да. Да. А како ги облече, кажи ми, твоите дечиња овде на сликата, што одбра за нив? Блуза, вентијага, чизми И капа. и капа. Браво. А ти, сонце, како се викаш? Како? Сергеј си ти. Сергеј веќе ги има облечено сите. Кажи ми, Сергеј, ти, ајде. Што е ова?
Тоа се панталоните? Да. А капчето е тука. Ти носиш капче кога ќе излезеш на двор? Да. Да. Друго што? Сал. И шал. А сакаш надвор да си играш кога има снег и кога е ладно? Да. Да. А ти? Андреј. Ти си Андреј. Андреј што им одбра ти каква облека, кажи ми? Јас сега го лепам тиарчето на машко. Добро. А на женското после е овие? Да. Да. А ти што најмногу, кажи ми, сакаш да носиш? Капа, шал, ментијага, чизми. Се. Се што е зимска облека, така? Да. И ми... пијам чајче. Ете така, ми кажа дека пиеш и топло чајче, така, за да бидиш здрав. Да. Кој ти прави топло чајче тебе? Мајка ми. Како се викаше ти знато? Симуна. Ти си Симона. Симона ги облече сите? Да. Кажи ми ти, зошто ја сакаш зимата, Симона? За снег. За снег. А за да излезеш надвор на снегот, што вика мама пред да излезеш, што треба да облече Симона? Чизми. Чизми. И друго? Да си земам чајче. И чајче да си земиш. А ти како се викаш? Христијан. А ти си земаш на раквици кога ќе излезеш надвор на снегот? Зошто? А ти има снег. И ти ќе им студи на рацете? А капчето зошто? Ти на ушите ќе им студи? Да. А ти како се викаш? Марија. Марија, што направи ти, кажи ми? Залепи сите. Сите ги залепи. Ајде сега кажи му на чичкото на камерата, што е што овде што залепи? Ова што е? Капа. Ова? Блуза. Чизми. Ова? Ментијага. Блуза. То зеленото вака што е? И ту ментијага. И ова е капче, и овие се чизми, и долу уште една блуза имаме, така? Така, добро. А ти, како се викаш? Дарија. И кажи ми ти, и ти ги облече веќе готово? Да. Што сакаш ти најмногу, кажи ми, зошто ја сакаш зимата? Да си играм со снег. Што правиш на снегот? Правиш снешко? Да. Да. И тогаш сакам да се облечам чизми се и да си играм, да излезам со дедо ми, да се готиме и тогаш да играме многу појки и ќе си бегаме дома. А ако не се облечиш, ќе ти студи, така? Да. Се карате со мама кој ќе ве натера да се облечите, сакате? Или Не. не? Не? Самото тебе да биде последно.
Побързо сега ќе ви поминат дните, а поскоро деца на лизгање сите. Пајај, снегуке, пеперутке мила, над земја рашит белоснежни крила. Пред да падне слана, студен мраз да фати. Баба зима тога стана и порука прати. Ке настапи ладно време и ке падне снег и мраз. Оддалеку јас ке тргнам и ке дојдам кај вас. Пригответе се за зима, во куќата се да има. Ние сме снегулки, знай, со убав кристален sjaj. Постиламе дол и брег, со покривач бели мек. Таме вздружен лед по целиот убав свет. Плети, саскичке, шалот волна мека, да се изгледа мушиња, санката ме чека. Плети, мамичке, и фанела сакам. Плети ракавичке, да си стопла мляка. Плети, бабичке, чајави да имаме, нека веат снеговите, ај нека да зима. Брзо како стрела, летнете низ ридот, како сина птица, што го мати видот. Направете снежко, како војни прав, штом ке го виде лиска да ја фати страв. На главата тупла шапка, а и шалче имам јас. На секаде трчам и скокам, не се плашам од студ и мраз. На раквици джемпер носам, чорапчиња топли две. Снег че везде паја, не ми студе мене, не. Червички нови има, сонив, војник, прав. Затоа кога студи, јас сум среќен, јас сум здрав. Бајки, песни разни, иги многу разни. Денот на снегали, како птици мали. Збогум, баба, деда, таков си е редот. Вечер ке ве видам, со вас пак ке бидам. Гагинката наша, домот нас е втор, растеме во ига, пееме во кор. Не гизи се, мамо, не сум дете само, денот ги пете, јас сум секно дете. Секна деца, лута зима, снежи, цитам сек да има небото, само паѓа, пред прежербито и ни раѓа.
Најмили мои, овде го завршуваме денешното издание на емисијата Сезнајковци. Знаете дека за една недела се гледаме со нови дечиња и со нова тема. До тогаш послушајте ги советите на овие дечиња. Не излегувајте надвор без палто, чизми, капче и шалче. Чао, чао! Ајде сите чао! Чао!